Добар ден, почитувани гледачи. Во денешното издание на Визита во рамки на отворената програма зборуваме за доењето, ексклузивното доење, предностите на мајчиното млеко, зошто е најдобар избор, дохранувањето, вештачката исхрана, имунитетот кај бебињата и кај децата и сето она што сите мајки, сите родители, сите баби и дидовци кои во моментов се пред малите екрани ќе ги интересира да слушнат добар совет и добра препорака доколку сте во некоја дилема или пак размислувате дали едното е добро или пак она другото како избор за вашето бебенце. На овие прашања и се разбира на вашите кои ги очекуваме во рамките на Визита, денеска одговор бараме од доктор Александар Сајковски, специјалист педијатар од клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, фала на поканата и поздрав до сите ваши гледачи. Така. Зборуваме за една многу убава тема. Доаѓањето на свет на новиот член во семејството, новороденчето е најголемата радост и среќа за секое семејство, за двајцата родители и пошироко. Е тука секогаш нели на самиот почеток да радоста, моментите на среќа и задоволство, ама и многу дилеми или многу стравови, најчесто кај мајката. Првиот момент, првиот контакт, доењето. Па знаете како, да, тоа е веројатно едно од најубавите моменти што може во едно семејство да се случи е раѓање на потомството, едно или повеќе дечиња нормално. Меѓутоа првиот контакт и првиот момент и стимулација за доење е веќе моментот на раѓање на бебето. И првиот контакт кој што веднашка после раѓање го има мајката со бебето, нели, оно лежи на нејзината кожа и тоа е веќе првиот голем стимуланс да почне продукцијата на млекото. Иако мајчините гради за доење и целото тело на мајката по принцип за време на бременоста се спрема за тој акт на доење. Така да тоа е веројатно, знаете како доењето, ние кога зборуваме со нашите родители, млади или нивни баби и дедовци кога зборуваме за доењето, доењето е еден процес кој што е врзан према родот, према специесот, така да кажем, нели? Сите цицачи имаат свое млеко. Така и човекот како цицач има свое млеко и не постои замена директна од било кој друг цицач на млеко, кое што принцип може да биде подобро од мајчиното млеко, нормално. Меѓутоа, она што е битно да се каже, тоа е дека во почетокот после раѓањето, во првиот месец од после раѓањето, биологијата е така направена да мајчиното млеко се вика колострум, нели? И тоа има релативно доста висока количина на протеини. И затоа детето, бебето фактички, во првиот месец после раѓање, во основа и најмногу расте во тежина. Меѓутоа, кога тоа млеко ќе премине во зрело млеко, во тек на вториот месец, тогаш веќе таму количината на протеини се намалува во тоа млеко и во таква ситуација веќе растот не е толку висок како што е во првиот месец. Тоа некојаш ги збунува родителите, па викаат: а како? Ми растеше повеќе, нели? Да, во сега првиот месец, сега помалку, помалку. така. А во основа не е нешто проблематично. Тоа е нормален процес. Меѓутоа, кога збориме за доењето, има еден феномен како природен начин на исхрана. Вие ако погледнете само малку, ако погледнете во уметноста, значи постои огромен број на скулптури и огромен број на слики во кои што е овоековечено доењето. Впрочем, има наши сликари, наши уметници кои што се познати по, нели, доењето, по сликата со доење. Меѓу другите и Пикасо, на крај крајава има и слики каде што Марија го дои Исус Христос, нели? Значи не постои бољи принцип на исхрана на едно бебе отколку она што мајката може да му го пружи на детето. Така, и затоа се вели дека е најдобриот избор и единствениот најдобар кој што сето она што му е потребно на бебенцето ќе му го даде. Да, мајчиното млеко е по принцип најизбалансирана храна за детето. Значи и најлесно сварлива храна. Зборам за првите месеци, нели, кога е доењето во прашање, кога е главна храна млекото, нели, до моментот до воведување на дохраната. И она што е во тој контекст битно, дека сега некогаш можеме да збориме не постои поевтино млеко, нели, заради економската. Од економски аспект важен, така, во денешно време. Меѓутоа, од другиот имунолошки аспект е екстремно важно, затоа што мајката го пружа она со кое што го носи во себе во имунитетот. Значи, давањето на други било какви млека не можеме да ги обезбедиме
антителата, фагоцити, еден огромен број на компоненти, например има еден антистафилококен фактор. Значи има многу компоненти од својот имунитет мајката префрла према бебето. Так. И затоа е една од причините да... Колку и да е нешто совршено направено, никогаш нема да може мајчиното до крај, така? Па да го не може, замени. да. Веќе се многу блиски оние вештачки адаптирани формули, така? Да, како секако. замена кога во ситуации нели не може да се дои бебето, па мора на тоа да се примени. Вештачките млека се релативно блиску, не се се уште не се доближени до мајчиното млеко и јас лично мислам дека треба уште многу време, за да се обезбеди баш се тоа што го дава мајчиното млеко, меѓутоа па и не може да се обезбеди затоа што секоја мајка има свој делумно специфичен имунитет, иако ние велиме дали имунитетот е тој, има таму поделби вроден, стечен, негов и така натаму. Не секоја мајка прележала исти заболувања, ама она по принцип специфично ги пренесува и своите антитела према бебето и затоа бебињата по принцип ретко се разболуваат. Така да. Ги штити и од инфекции, Па од алергија, алергиски реакции. Директен заштитник од една страна од инфекции, превенира појава на алергии, тоа е многу познато, обезбедува нормален, балансиран систем на исхрана. Рецимо, например, еве, чисто како еден податок, онака интересен, тоа е дека бебиња кои што се доени, например, може да имаат и 5 пати у денот столица, а може и 5-6 дена да не какаат, нели? Сакам да кажам, тоа е млеко за кое не се секираме во тој дел и во метаболирањето во цревото, затоа што едноставно тоа се метаболира комплетно, скоро комплетно. Друго прашање кое што се наметнува во последно време, ова би сакал навистина јавно да го кажам, едно прашање кое се наметнува во последно време и во амбулантите во Систина доста мајки доаѓаат, да не речам, но се жалат на реакции во смисол на тоа слободно доење на отворен простор. Па и многу дилеми и многу полемики за или против, така и на социјалните мрежи еден период гледавме па и слушавме вака јавно, така, дали треба или не треба. Па знаете што, може би можеле да поставиме едно друго прашање. Дали е природно да некој човек, возрасен или дете, седи у парк или седи во некој трговски центар и јаде сендвич? Тоа е нормално. А дете во кое е гладно, бебе во кое е гладно, нема друг начин, освен да биде доен од својата мајка. Јас не само да пропагирам слободно доење, тоа е природа. Значи, не постои поубава фотографија. Затоа ја кажав, значи, доењето е овечено во историјата на човечанството. И уметноста покажано. И уметноста го покажала зашто една мајка не би можела да дои. Али на тоа би се надоврзал само како една информација многу интересна. Например, во земји, во Шкотска, во Ирска, има закон за доење, во кое што ако некој ја вознемирува мајката на отворено доење, најмала казна затвор е 4 години. Сакам да кажам, мајката треба да е слободна. Прво, она не треба да се нервира, да е слободна, да го подои своето дете каде сака. Јас лично сум за тоа да доењето биде, тоа е храна. Така, веројатно тоа за некој извесен период или неколку години може би полесно ќе го надминеме и како менталитет и како начин на сваќање или гледање. Ние мислам дека се уште сме малку назад во тој... Малку позатворени. Позатворени, малку поконзервативни можеби од некои делови од светот, но мислам дека тоа е нормално исхрана, не тоа е храна, тоа е јадење. Така, да. Во моментот кога бебето има потреба нели да цица, да греото е да не се дои. Да не се дои. Сакајќи на тоа и да се надоврзам, треба ли да внимава мајката 2 часа, 3 часа, точно да гледа на часовникот во колку цицало бебето, па колку ќе биде следниот подој, или секогаш кога ќе има потреба и кога ќе сака да цица? Мислите ритамот на тој? Ритамот, да. Добро, тоа е прашање кое што е вака, морам да кажам, се уште малку отворено кај нас во педијатријата. Постои концепт слободно доење кога сака детето, колку сака. Постои концепт малку одреден ритам, не онака баш ептен строго, ама малку да се фати одреден ритам. Факт е дека деца кои што се дојат у било кое време, кога сакаат, колку сакаат, често кај нив нешто почесто се случува да добиваат по грчеви малку поизразени во стомачето, додека се мали, и може да идат во тежина повеќе отколку децата кои што се под некој благ ритам. Оти млекото, кога ќе го цица бебето, се метаболира во желудничето некаде 2 до 2,5 часа, после 2,5 часа се елиминира, оди во цревото, кога ќе се испразни желудничето, тогаш тоа почне да плаче и станува гладно. Така да, од практичен аспект е нешто подобро
да има одреден ритам. Сега тоа не може да биде као со нож пресечено, нели? Али подобро е да имаме еден благ ритам на доење на негде 2-2,5 часа, па евентуално и 3 часа. За разлика од тоа, кога станува збор за вештачката исхрана, само чисто компаративно кај времињата, добро би било таму веќе исхраната треба да е на одредено време. Затоа што сепак мајчиното млеко и вештачкото млеко, односно формули, како ги викаме денеска, не се идентични, па дури некогаш се препорачува некои бебиња, ако се на вештачка формула, да се хранат не на 3, дури и на 4 часа, заради метаболирање на млекото. Така, да. Тоа се секако и препораки и совети од педиатрите. Мајките секогаш нели треба да се консултираат со педиатрите и во изборот на адаптираните формули и сите оние прашања кои што како дилема се кај нив подобро. Со стручно лице да се консултираат, отколку нели да седат, да читаат или пак меѓу себе да си разменуваат некакви искуства. Оти велиме сите бебиња се различни, така и ме повлековте со мисла да ви кажам, можда сум го кажал и друг пат. Максим Горки има една многу реченица кажано: внимавајте кога читате книги за медицина, може да умрете од печатна грешка. Затоа е чисто совет да едно е ако вие читате нели на интернет, односно на порталите каде што пишува, мора да се чита од валидни извори, тоа е прво. А второ, ја топло им советувам на сите мајки, на сите родители и татковци да сепак во консултација со педијатар го изберат млекото. Зошто? Затоа што кога збориме за вештачка исхрана конкретно, ако веќе мајката нема млеко, ако навистина не може да се дои, ако нема продукција на млеко, тогаш не постои друга алтернатива освен давање на вештачка формула. Меѓутоа, вештачката формула, млекото вештачко кое што денеска се користи, сигурно е многу кратно подобро отколку пред 30-40 години кога почнаа да се произведуваат формулите, но она што сега треба да се обрне внимание, тоа е значи не зборам брендот како бренд, меѓутоа треба да е од компании кои што се проверени, докажани во производството на самото млеко. Знаете, европските закони во однос на производството на млеко се екстремно ригорозни и се бара да вештачката формула, ако веќе мора да се префрли детето на формула, биде квалитетно направено, постојат строги нормативи по кои што тоа млеко треба да се прави за децата и нормално составот. Составот на млекото треба да се приближи колку може повеќе према мајчиното млеко и не смее да бега многу, иако пак ќе кажам не може идентично да биде, тоа никогаш. Мислам дека уште многу време треба за да дојде до такво нешто и не сум убеден дека ќе дојде до такво напредно индустриско, барем у наредни стотици години. Меѓутоа, факт е дека кога го бираат млекото, треба родителите добро да се исконсултираат со својот педијатар. Впрочем, ја топло им советувам дека фактички правилата во педијатријата се дека бебето, здраво бебе зборам, во тек на првата година мора секој месец да се контролира кај педијатар. Зборам здраво бебе. Ако е болно, нормално и многу повеќе. Зашто? Затоа што ние пратејќи го нивниот раст и развој на секој месец со мерење на обем на глава, тежина, висина, нели, утврдуваме дали има дополнително потреба од дохрана, воведување на вештачка храна, невоведување, нели, и во тоа пратење и динамиката на растот и развојот, витамин Д и така натаму, во таа динамика на развој, ние можеме да се исконсултираме, односно да нашите родители се исконсултираат со својот педијатар и во изборот на млекото. И тоа ќе биде всушност одговорот на прашањето на многу мајки, дали моето бебе доволно цица, дали преку млекото го добива сето она што му е потребно, дали напредува како што треба, значи месечно, како што во текот на бременоста се мери растот и развојот на плодот, така до крајот на бременоста, така и на секој месец веќе откако ќе се роди бебето, така до првата година. Апсолутно, значи тоа е често као синтагма се зборува, значи како што мајката одела еднаш месечно на контроли за време на бременоста, за нели пратење на бебето како расте и сите оние прегледи што се прават во тек на бременоста, така и после бременоста до година дена, тоа треба еднаш месечно да биде видено од својот педијатар. Се разбира, над година дена контролите во тек на втората и третата година не се толку интензивни, но на 3 до 4 месеци треба да се прати растот.
знаете, тука има една информација, чисто вака информација за родителите, дека ние во тек на првата година од животот, детето не расте со директно само под влијание на хормонот за раст. Значи, многу зависи растот на бебето од начинот на исхрана и самата исхрана. Така да ние добиваме дечиња кои што знаат да бидат релативно доста слабички, меѓутоа и дечиња кои што се релативно дебелки. Сега така да го употребам тој збор, нели? Ние не се радуваме ако децата растат премногу во тежина, затоа што денеска е докажано дека бебиња кои што во тек на првата година биле малце попунички отколку оние стандарди што ги имаме, имаат голема, огромна шанса понатаму во тек на животот да бидат, нели, обезитас што велиме. Обезитас е една состојба, тоа не е болест, ама е состојба на денешнината која што е голем проблем и за децата во Америка, и за децата во Јапан, и за децата во Македонија. Зборам, буквално секаде веќе така, секаде во светот. Меѓутоа, она што се неминовно менува во медицината и некои новини кои што се воведуваат кога е доењето во прашање, тоа е дека ние, за жал, во последниве, сега можам да кажам од почетокот на индустријската револуција, имаме голема промена, човечанството има голема промена во својата исхрана. И денешното време, оваа четврта фаза на индустријската револуција, оваа компјутерска фаза на индустријска револуција, не доведе до ситуација да вкупниот внес на масти, зборам кај општата популација, не за бебињата, меѓутоа кај општата популација, кај возрастните, кај децата, вкупниот внес на масти е многу висок, меѓутоа е многу висок внесот на трансмастни киселини. Додека омега-3 масните киселини е многу намален внесот. Затоа денеска се ставовите, бидејќи мајката што дои треба да има балансиран начин на исхрана, да и омега-3 масни киселини и се она што е потребно пренесе на своето бебе. Преку млекото, преку доењето го пренесува на бебето. Многу е битен, и многу е важно и како се исхранува. Начинот на исхраната на самата мајка. Значи, неизината исхрана, ние велиме дека, дека мајчиното млеко директно зависи, баш физички директно зависи во првиот месец од исхраната на мајката, меѓутоа веќе после вториот месец, во тек на вториот месец кога ќе се формира зрело млеко, тоа се создава макар мајката ништо не јадела, нели, макар и на штета на нејзиното здравје. Меѓутоа има некои компоненти во исхраната кои ние не ги внесуваме доволно, особено и кај мајката омега-3 масните киселини, како ги третираме нив како и некои протеини како семиесенцијални компоненти во храната и затоа треба да се додаваат ако е потребно дури и на бебето. Како што, да речеме, самиот начин на промена на исхрана доведе во тоа да ние денеска имаме се поголем број, значи тој режим на исхрана кој што е сменет и кај мајката и кај бебињата и кај децата доведе да ние во педијатријата сега гледаме болести кои биле реткост во минатото, како што е, да речеме, некои автоимуни болести или, например, малигни болести и така натаму, кои што биле релативно ретки во детството, сега се почести. Повторно се појавуваат и се почести, така. Во тој контекст има, значи во контекстот на исхраната, сега зборам заедно исхраната на мајката и на детето, значи нивната заедничка исхрана, ќе видите дека например, има неколку работи кои што се во тој контекст, две-три работи кои што се многу интересни. Например, во последните години, последните децени, по принцип драматично расте бројот на мајки кои што се породуваат со царски рез. Царскиот рез е една состојба на неприродно раѓање, нели? Тоа морам да го споменам затоа што кога мајката, еве сега чисто вака како една комбинација од сево ова, кога мајката ќе остане бремена и кога во нејзиното тело прво што се случува, паѓа еден дел од имунолошкиот систем за да не го отфрли бебето, затоа што бебето носи пола генетски материјал од мајката, пола од таткото. Тоа од таткото е странно тело за неа. Така и бебето, за да не ја отфрли, еден дел од имунолошкиот систем е низок. Меѓутоа во тек на бременост, мајката се спрема за раѓање, значи телото на мајката се спрема за раѓање, и таа припрема во основа најмногу се отчитува покрај градите, припрема на градите, нели, многу се отчитува во породилните канали. Во породилните канали бујаат позитивните бактерии, да ги кажам, лактобацилуси, и тие бујаат се повеќе, особено во последниот триместар.
Кога едно Како се бебе оди ќе се веќе кон роди крајот. спонтано, Да. тоа повлекува во себе, кога ќе оди низ родилните канали, влече со себе еден огромен број на тие позитивни бактерии, што ги викаме лактобацилуси, и многу брзо се колонизира целото и во цревата, нели, со тие Така, позитивни да. бактерии. За жал, бројот на мајки што се раѓаат денеска пораѓаат со царски рез е многу висок, дури официјално, мислам, од податоците од Министерството за здравство, кај нас негде 36% од сите раѓања во државата се со царски рез. Меѓутоа, бебето кое ќе се роди со царски рез, оно се колонизира со бактерии од неговата околина, а тоа се операциона сала, болнички услови, а тоа е фактички колонизирање со стафилококи. Така. И Затоа, тука и сето ова повторно оди во прилог на она дека природниот начин на раѓање, нели, кога Апсолутно може е, да не да. се избегнува, така или пак да се апсолутно е заменува. многу подобар. Да, нели? да. Затоа денеска се менуваат ставовите и во тој дел, например, според Америчката академија по педиатрија, деца кои што се веќе родени со царски рез, веќе треба да се суплементираат, да кажем така, со пробиотици, да им се додаваат за да се Да се регулира. надомести, да се надокнади, да се регулира сето тоа. Да ги слушнеме гледачите и нивните прашања. Добар ден, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Вас и до гостинот. Вака, имам едно прашање, значи се работи за бебе месец и пол. Имаме малце проблем со доењето и го дојам со измолзување. Па ме интересира колку, затоа што можам да измерам и да видам колку е доволно милилитри за бебето и дали е во ред што така се доиме, и ме интересира дали дојките треба да примаат дополнителни витамини, како што рековте омега-3 и било кои други витамини во форма на капсули. Благодарам. Добро. Да, Ви значи, благодариме. Доволно е ова, така немаме да. Ете, да. Значи, доењето, техниката на доење е добро, значи тоа е најдобро, може да се спроведе ако патронажните сестри, да речеме, или кај веќе, јас ќе кажем, кај нас во болницата, например, дека мајката лежи после породување, повеќе пати во тек на денот, нели, се учи мајката да дои. Техниката на доење е нешто што се учи. Тоа не е проблем. Меѓутоа, има ситуации кога бебето не може да цица од X причини од градата на мајката, тогаш и да не цица директно од мајката, ако се измолзува мајката и го користи мајчиното млеко, повторно е многу подобро отколку да се користи некоја вештачка формула, ако има млеко. Факт е дека бебињата, ако почнат да пијат од шише, полесно им е пиење од шише отколку од градата на мајката и многу брзо може да одбиваат да цицаат од града, да идат повеќе на исхрана со шише. Но ако е повторно мајчино млеко, исто така тоа е добро. Што се однесува до количината, ја Колку ве молам е доволно само и дали е нема доволно? потреба да се врзуваме со бројки. Значи, врзувањето со бројки е малку напорно од една страна, од друга страна го ограничуваме детето. Сакам да кажам, бебињата имаат еден феноменален систем да кажат кога се сити. Едноставно престануваат да цицаат. така. Односно, ја Или кога се буткаат гладни, градата многу ќе или плачат. шишенцето. Така, Тоа може да се случи во еден момент, например, да речеме во 9 часот Сабајле да испие 90 мл млеко, може во 12 часот да бидат 65. Значи, ние не смееме да се врземе со количината. Но, ако И дека таа веќе... количина до крај мора да ја испие, така не мораме да инсистираме доколку... Крајно гледано, ако сакаат родителите да рачунаат, количината е 150 до 200 мл млеко по 1 кг телесна тежина, ма за 24 сата. така. И сега тоа, ако испадне некоја количина од 600 мл за 24 сата, треба да се подели на вкупните 7 оброци, ама тоа е просечно. Тоа не значи дека секој подој е различит. Различито е гладно бебето во секое негово цицање, односно пиење од шише. Или ако е веќе за ова прашање према мајката што се јави сега, бидејќи дава мајчино млеко преку шишенце, наједноставен одговор е секогаш мора во шишенцето малку да остане. Значи, ако ставила 60 мл млеко, ако ги спие сите 60, можеби бебето сакало 75. Значи, мора малку да остане. Тоа е клучно битно за ова прашање. Ова што го спомена и постави прашањето за додатокот за витамини, Д витамин е апсолутно императивен во тек на првата година, од секогаш.
ништо не е сменето во тој поглед. Ние сега даваме плюс уште во првите 3 месеци кај бебиња што се на доење додаваме и К-витамин за заштита од една ретка болест која што се вика доцен К-витамин дефицит и каде што бебето може да има многу тешко крварење. А додаваме и омега-3 масни киселини заради брзиот развој на мозокот. Значи став е апсолутен став на перинатолошките здруженија дека мајките по последните 3 месеци од бременоста треба да внесуваат омега-3 заради развојот на мозокот на бебето, дека во првата година од животот исто така детето треба да внесува омега-3. А дали и мајката треба? Тоа беше Да, всушност и и нејзиното мајката. прашање дали и таа да прима од она да. што и го слушаше. Да. Затоа што начинот на исхраната сега е тој каде што повеќе внесуваме да, многу да. омега-6 отколку омега-3. Да. За жал не е веќе така природна исхраната Да, како што да, беше да. порано. Така, да. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден. Јавувам во врска со мојата 9-месечна кирка. Така. Вака сега, значи, она беше на константно доење до 6 месеци и потоа нели преминавме на воведување на исхрана. Кога веќе наполни 6 месеци, почнаа на гениталиите да й се појавуваат мали влакненца. Сега како поминува времето, веќе приметувам зголемување на влакненцата, меѓутоа со тоа што нели знаат да ми кажат дали даваш кравио млеко, значи ништо од тоа, од таа една здрава исхрана редовно. Прашањето ми е што можам да направам и дали е тоа нормално, пошто се работи за 9-месечно бебе. Да. Да, значи прво кога збориме за влакненца што вели гледачката, најдобро е да кажем вака буквално со око види некој педијатар, да го види бебето, некој педијатар, нели. Меѓутоа ова што го советувале колегите, значи на мајката што и дале совет, тоа е апсолутно точно. Значи кравио млеко не е храна за бебе. Кравиото млеко е сосема друга сорта, тоа е кравата. Да. Тоа е за малите телиња. Така. Истото важи и за козјото млеко, истото важи и за било кое друго млеко. Значи, во тек на првата година ставот и препоруките кои што се дадени од Европската агенција за безбедност во исхрана, тоа е агенција која што е во склоп на Европскиот парламент. И во делот од педијатрија, каде што го пишуван текстот 44 педијатри еминентни од Западна Европа, е дека во првата година од животот ниедно друго млеко, освен мајчино млеко, не смее да се даде. Ако мајката не може да го дои бебето, односно нема млеко, може да се оди со безбедна, сигурна формула. Да. Значи, збориме единица или двојка формула. Препоруките се да дури и во втората година се продолжи со формула со ознака тројка, која што ќе оди во тек на втората година. Значи, морам да кажам дека се големи заблуди, ние се уште влечеме одредени заблуди, дека млекото, децата треба да пијат многу млеко заради калциум, да, не е спорно дека има калциум во млекото, но калциумот во млекото е врзан со фосфор и он не се ресорбира толку. Значи, деца, например, кои што се во првата година од живот, ако ги ставите на кравио млеко, чисто кравио млеко зборам, они ќе направат слабост на коски рахит и ќе направат анемија со недостаток на желез. Ако ги ставите на чисто козјо млеко, ќе добијат анемија заради дефицит на фолна киселина. Значи, сакам да кажам, тие млека не се тие своји придобивки, ама не се за тој период и за таа возраст кај Апсолутно не се за тој така, период. да. Апсолутно. Бидејќи многу од родителите кога ќе престане доењето, така дали до 6 месеци или до 7 месеци, се префрлаат веднаш на кравио или на козјо млеко. Тоа не би било така, добро. Да, Значи, јас стварно не советувам треба да си продолжат со млеко. адаптирани формули до одредена возраст. Сега, знам дека е поскапа адаптираната формула од колку млеко тетрапак, што би рекле кравио млеко, нели? Меѓутоа, тоа е многу поздраво. Од друга страна, она што ни е битно, кога спомена гледачката дохрана, значи бебето нејзино е хрането првите 6 месеци со ексклузивно доење и почната е дохрана од 6 месец, односно од наполнет 6 месец. Морам да напоменам дека по истава агенција која споменав пред малку, дохраната почнува меѓу 4 и 6 месец. Затоа вие ќе видите има кашички, например, за бебиња
со лосос од 5-6 месец. Или имате кашички, например, со телешко месо, на кое пишува после 4 месец. Значи, тоа не се храни кои што се направени по тоа како им одговара на фирмите што го прават тоа, него тоа се по препоруки и по строги контроли. Знаете, Европска унија има страотно строги контроли во тој дел. Второ битно што е, кога ќе почнеме со дохраната, е да децата примаат храна, односно кашички, во кои што нема конзерванси, нема емулгатори, нема пестициди, нема органофосфати, нема хербициди и така натаму. Што ќе рече органска храна. Тоа за бебињата не е мода. Не е мода, верувајте, можеме ние да зборуваме некако сега, ќе речат, ама вас ви е мода органската храна. Ново и ново нешто има, нели, од година во година. Ако се вратиме назад, во истава наша Македонија, ако се вратите 100 години уназад, нашите баби, дедовци или прабаби и прадедовци се хранеле органски, затоа што не биле користени никакви химикали во земјоделието, па и во сточарството. За жал, последните 100 години тој дел многу се користи, ама нерационално се користи. И ние денеска имаме директни докази, директни медицински докази, например бебиња кои што внесуваат хербициди во исхраната, имаат 20 пати поголема шанса во првите 5 години да добијат астма. Астмата е имунолошка болест. Или да речеме има дечиња на кои што се внесуваат храни стандардно купени од пазар, не се органски, каде што се користени многу пестициди на многу нерационален начин и се појавуваат заболувања кои што се имунолошки многу специфични и многу неочекувани. Меѓу другото, затоа и ние имаме денеска заболувања кои што порано во педиатријата скоро и да сме ги немале. Така да, јас... И повторно ги има, па и многу и чести. Многу и чести. Значи, знаете како, целиот живот на еден човек и на бебето, додека е кај мајката во плодот, и целиот, откако ќе се роди, целиот живот е уствари баланс на имунолошкиот систем. Ние имаме неколку компоненти на имунолошкиот систем, али како клацкалка се наоѓаат два дела, од кои едниот се вика ТХ1, другиот се вика ТХ2. Ако они се во балансирана состојба, тогаш имаме балансирано здравје и немаме инфекции или алергиски болести кај едно дете. Ако надвлада едната, тогаш почнуваат или автоимуни болести, или почнуваат инфекции од друга страна. Тоа е во основа и баланс на животот кај секој човек и понатаму која ќе порасне, да кажем, нели? Баланс на фамилија, кариера, работа, здравје. Ако ви е тоа избалансирано, шансите за подобар и поквалитетен и подолг живот се многу поголеми. А ние денеска знаеме дека и екзогени фактори, значи надворешни фактори, тие ги викаме епигенетски, имаат влијание, ние сите носиме одредени гени за одредени заболувања, но ако надворешните фактори почнуваат поинтензивно и рано да делуваат, до тогаш ќе почнат и појава на одредени болести. Впрочем, може парадоксално звучи, но ќе ви кажам дека артериосклерозата не е болест на стари луѓе. Таа е болест кога почнува детето кое ќе се роди. Значи, како ние ќе го научиме бебето да се храни, каква динамика на исхрана, која храна да ја внесува, така и понатаму ќе биде и едноставно тоа бебе има шанса или нема шанса да добие артериосклероза. Или да го добие, или да излезе на површина, или така тие последици да се појават. Уште едно јавување, кратко имаме уште некои 5-6 минути до крајот, меѓутоа да го слушнеме и следното прашање. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до докторот. Ви благодариме. Вака, имам едно прашање, значи имам бебе скоро 3 месеци. Го дојам, редовно си одиме на контрола кај педијатар, напредува се најнормално, меѓутоа многу често повраќа, луцка. Сега прашање до докторот ми е, дали е тоа нормално или некој совет да ми даде? Секако. Значи, повраќањето е чест проблем кај бебињата. Значи, блюцкање. Па дури и поизразено повраќање. Едноставно затоа што хранопроводот, како што се движи во желудникот, се уште не е развиена доволно мускулатурата и може од желудникот да се врати малку од храната. Ние тоа го викаме рефлукс, така се вика, нели? Рефлуксот дури е и релативно присутен кај голем број на дечиња, меѓутоа веќе ако помине 2, 3, 4 месеци, може да направи и он самиот одредени проблеми. Принципиелно е
значи, ако е бебето на доење, како што е сега, што спомена гледачката, значи, основно е да се дои, да се држи исправено, да подригне убаво и да лежи во малку една положба под одреден мал агол. Значи, да не е скроз рамно или главчето да запаѓа надоле. Ако е на вештачка формула, во тој случај има млека, кои ги викаме антирефлуксни. Тие млека се погусти. И заради нивната густина не се враќаат назад, нели? Тоа е кај бебиња кои што се на вештачка исхрана, мада некогаш се користат и некои моменти кои што се кога ако е на природна исхрана, па да се згусне мајчиното млеко ако оди со цуцла, меѓутоа бидејќи е директно на доење, ја би советувал само да оди на доење. Лекови екстремно ретко се користат, скоро многу навистина ретко, ако се докаже дека тој рефлукс е баш поголем и може да доведе дури до оштетување на хранопроводот. Проверка Така едно, да- така или да. пак совет повторно на оние совет, месечни совет, прегледи кои што се прават, обично бебенца кои што нема да се научат или нема да се навикнат да подригнуваат нели после доењето, така во текот на целиот период на доењето завршуваат и поминуваат, може да се ама случи. количински барем малку да биде така. Тоа се мали би- блјуцнувања Мали. фактички кои што идат по устичката, Аха, така, не се да. големи повраќања. Иако ако е Па и тоа е поинтензивно, нешто веројатно што се учи, така како Да, начин тоа е на вежба, тоа се навикнување, трени вежба, се, да. да. Така, да. Ексклузивното доење до 6 месеци и понатаму доколку се може нормално, ама па и да не се претера, така, бидејќи се почнува и со дохранувањето, внесувањето и на сокчињата, и на водата, и на кашичките, се умерено, онака како што и според возраст ќе биде сето препорачано. Сето треба да е избалансирано. Меѓутоа, знаете, се насмеав затоа што се мешаат малку, морам да бидам искрен, малку поимите ексклузивно доење. Значи, кога така. кажеме ексклузивно доење, тоа подразбира мајчино млеко и ништо друго. Така. И факт е дека единствено мајчиното млеко во првите месеци е апсолутно избалансирано. Но препоруките на ЕФСА се дека дохраната почнува меѓу 4 и 6 месец. Зборам дохрана, зборам на кашички. Најновите препораки на Европската Унија се дека не треба да форсираме сокчиња кај бебињата, затоа што овошјето е секогаш подобро ако е, да речеме, кој ќе почне со дохрана во форма на испасирана кашичка, отколку во форма на сок. А порано прво со сокчиња Прво се почнувавме, така? почнуваше со сокчиња, да. Тоа е вака најново во тој дел, да кажеме. Ама во секој случај повторно се прилагодуваме, така? На се Да, што е ново и апсолутно. како препорака, Тоа нели? што е основно. Во периодот во кој што и Знаете времето како, во кое живееме. Ако тоа го компарирате со ова модерно време, денеска многу луѓе денеска пијат цедена помаранџа, нели, џус, а по принцип тоа е најслабата карика во цитрусните овошје. Од цитрусните овошје најдобрија е пулпата. Така да, основа она што го фрлате, уствари е најдобро. Најдоброто. Да. Таму има највише, да речеме, биофлавоноиди, пример, кога збориме. Меѓутоа, тоа истото важи и за бебињата. Затоа, овошјето како интегрално, зборам, припремено е подобро отколку да биде како сокчиња. Меѓутоа, препоруките на Европската Унија дека зависно од растот, меѓу 4 и 6 месец треба да се почне со дохрана. И не е случајно тоа што кога ќе влезете во големите маркети или во големите аптеки, ќе видите кашички кои што се припремени за деца над 4 месеци, над 5 месеци, над 6 месеци и така натаму. Тоа ниедна фабрика европска го нема или светска не го пишува према нивно находжење, што викаат, нели, него исклучиво Затоа што е потребно и по така. контрола на таа агенција се вика ЕФСА, Европска агенција за безбедност во исхрана. Дури ставовите се дека глутен, например, нормално не смее да се даде пред 4-ти месец, но не и после 7-ми. Значи, меѓу 4-ти и 7-ми месец детето треба да се запознае со мали количини на глутен. Значи, тоа се некои измени, затоа реков ексклузивното доење. Нас ексклузивното доењето ни е битно нормално да оди колку може подолго и најчесто велиме дека како почнува дохраната, односно воведување на кашичките, така се намалува постепено доењето до некаде година дена. Од прилike возраст кога фактички ако има мајката, нели, млеко, ако нема млеко, тогаш идеме со
формула. Си се префрламе на формула, така да. Дојдовме до крајот на емисијата, може би многу работи ни остана да ги докажеме во некоја следна прилика, бидејќи сепак е широка тема и има што многу да се каже, а она основата, најзначајното и најважното, почнувајќи уште од раѓањето на бебето, здравието негово, грижата за физичкиот, психичкиот развој е нешто што треба да биде секогаш на прво место и кај родителите и пошироко кај сите нас, за да израснеме нели здрави поколенија и здрави генерации. Апсолутно грижа не само на мајката и на таткото, него на целото општество. Впрочем, вие гледате дека во целиот свет и кај нас драматично опаѓа наталитетот и јас не знам што ќе правиме за 30 или 40 години. Значи, затоа треба да има мерки со кои што ќе се обезбеди квалитетно живење на бебињата. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.